Уважаеми со граѓани на општина Берово. Ке се обидам да бидам краток, да не одземам премногу време од вашето скапоцено време. Бидејќи и јас сум избран градоначалник, да работам во рамките на моите надежности, да го правиме подобар и да го леснуваме животот на вас, граѓаните. Очигледно, ВМРО ДПМН решило во престојниот период напразно да ме обвинува, наместо да биде конструктивна опозиција и да дава предлози кои ќе бидат во полза на граѓаните. Бившата колешка социјалдемократ Елеонора Рашковска сочувствува со своите сегашни партиски колеги, кои неблагодарно ја искривуваат вистината. Имено, професорката за која зборува во време на ВМРО ДПМН е вработена со решение на неполно работно време. Во моментот кога неосновано обвинувате, истата има полн фонд на часови, а вие изнесувате лаги и невистини. Од тука сите ваши обвинувања паѓаат во вода и се упатени на погрешна адреса. Кога веќе објаснувате за општинското образование, заборавате да кажете се што е направено во образованието во мојот мандат. Речиси и нема општинско училиште кое не е реновирано со вградена енергетска ефикасност, унапредени нагледни средства, с големен буџет, поддршка за секое прваче и нов гимназијалец, соевски проекти и донации, унапредување на наставата во стручните паралелки и уште огромен број проекти и иницијативи во образованието, за кои сме известувале и чии придобивки ги користат пред се најчисти ученици, кои се едината на сите нас. Кога веќе бивша колешке поставувате прашање за образованието, граѓаните заслужуваат да дадете одговор со кое образование бевте назначени за директор на Фондот за здравствено осигурување и што унапредивте вие со своето работење. Јас стојам за сите мои реализирани проекти и иницијативи, особено во сферата на образованието. Само да ве потсетам дека вие, односно вашата партија, го промовиравте така наречениот проект Компјутер за секое дете. Добро би било да им дадете одговор на граѓаните каде се компјутерите и колку има полза учениците од нив. Исто така, еден доста успешен проект во наводници е и проектот за дисперзираните студии и факултети во секое село. И тука треба да им кажете на граѓаните каде се квалитетните кадри од истите факултети. Но да не должиме. Јас не би го трошил своето време за секојдневни партиски препукувања, со неосновани празни обвинувања и во таа насока имам еден предлог. Наместо да правите серијал, секоја вечер за моето несовесно работење и мојата нестручност и што уште не, зошто да не ми го кажете сета тоа во лице, пред будното око на граѓаните. Ве поканувам на ТВ дуел, каде ќе ги кажете сите мои наводни неправилности, кои се од општинското работење и од надлежностите на општината. Изберете вие на кој медиум, дури може на площадот, пред граѓаните на вистинска изборна демократска дебата. Спремајте се, јас сум тука да кажам се што е направено во Берово за еден мандат. Се што е предвидено да се направи, па граѓаните сами нека проценат. Во спротивно, ќе ве сметам кукавици или помодерно виртуелни фејсбук војводи, кои се плашат да ги соочат аргументите во живо, но секогаш се спремни да напишат отровен пост или видео со празни обвинувања.